Собранието ги изгласа сетот закони за Бехтел и Енка, по скратена постапка со европско знаменце. Пратениците од владеачкото мнозинство, без да го видат договорот со американско-турскиот конзорциум, гласаа за законите за работни односи, експроприација, урбанистичко планирање, градење и специјалниот закон за Бехтел и Енка. Носењето на овие закони го одбележаа тензични расправи на Комисијата за европски прашања и меѓусебни обвинувања на седниците. Ниту предупредувањата на опозицијата, ниту алармот од меѓународниот фактор, дека европското знаменце се злоупотребува за закони кои немаат врска со европското законодавство, не вродија со плод. Владеачкото мнозинство да ги повлече спорните законски решенија. Според ВМРО ДПМН, која гласаше против законските измени, треба да остане забележано и нотирано во историјата дека најголемиот проект на оваа влада е покриен со основни сомненија за злоупотреба и можен криминал. Сите овие постапки и процедури за носење на овие закони и договори ќе бидат внимателно анализирани, ревидирани и процесуирани до адекватните институции по промената на власта во Македонија. Власта стои на ставот дека коридорите од економски аспект се стратешки проект од национален интерес, кои ќе ги поврзат градовите од регионот. Сите процедури запазени со специјален закон донесен овде во собранието без ни еден глас против, во однос на израда на коридорот 8 и коридорот 10D, дојде од тие кои што ги повикувавте да дадат одговори, ја ги повикував да дадат одговор, а тоа беше Американската амбасада, кои што кажаа дека се работи за законски процес во кој што учествува најголемиот светски конзорциум Бехтел и Енка. Пратениците од ДОМ и ВМРО Народна партија, кои се дел од владеачкото мнозинство, гласаа против. Со донесување новиот предлог закон се исклучува примената на финансискиот систем во државата и на правниот систем во делот на важноста на овие закони, се доведува до прашање значењето и важноста на основниот закон и определување на стратешкиот партнер, и се исклучува обезбедување на еднакви законски одредби и еднакви услови за изведувачите на големите градежни работи, почитување на правата на работниците кои ќе работат на проектите и заштита на животната средина. Законските измени кои предвидуваат зголемување на работната недела, обезштетување на легалните, но и нелегалните градби, номинирање изведувач без распишување тендер и многу други спорни елементи во нив, остро беа критикувани, освен од пратениците и од невладиниот сектор и синдикатите.